Над 600.000 евра годишно општините од Истокот трошат на улично осветлување. Сите работат сметките да ги преполоват. Најголем потфат планира општина Штип, која бара партнер за промена на 4.000 улични светелки и намалување на сметката за околу 40%. Буџетот е проектиран на бројка од 16 милиони денари како трошок за улично осветлување и тоа е една очекувана бројка. Она што ние го очекуваме од новото јавно-приватно партнерство е модернизација на целокупниот систем и замена на неефикасните силици со доста поекономични кои ќе обезбедат преку 40 или очекуваме околу 40% заштита на електрична енергија. Годинава, кога во прашање е замената на обичните улични светелки со штедливи, своји планови има и Пробиштип. Веќе неколку години наназад општина Пробиштип инвестира во ново LED улично осветлување, односно заменува, но и 2020 година е како делот на капиталните инвестиции можеби најголема во последните десетина години, каде што општина Пробиштип ќе промени неколку улици со нови LED светелки. За сега, промена на најголем дел од уличните светелки во регионот имаат направено само Кочани и Делчево. Во Кочани заменити се 957 стари светелки и поставени 124 нови, со што е постигната заштеда на електрична енергија од околу 60%. Иста е ситуацијата и во Делчево. Ние денес со успешната реализација на овој проект штедиме и до 70% од електричната енергија за улично осветлување, а за таа сметка поставивме околу 20% ново улично осветлување во градот Делчево и во населените места во општина Делчево. Со успешна реализација на овој проект ние заменивме 760 живини светелки со енергетски ефикасност. Замената на уличното осветлување во Македонска Каменица и Чешиново Облешево ќе се реализира со финансиска помош од регионалната програма за енергетска ефикасност. На име на улично осветлување, граѓаните од Истокот годишно плаќаат од околу 1,3 милиони евра. Со намалување на трошоците, добар дел од овие пари би можеле да се искористат за други намени.